Лесно ли споделуваат луѓето тој момент каков има лајфстајлот, пардон, вистински? Претпоставувам дека ти со твоето искуство веќе знаеш и да процениш. Да, кој што види, тафијето, генерално што ви да, види, како што кажа, претходно сите се различни и не можеш да пофатиш кој што е, затоа што нели особено ако некој не е искрен, не можеш да му кажеш и не можеш да го сватиш на Дали ти првично. пристапуваш првично, извини што те прекинав, со моментот дека сакаш да му доловиш како што сега наброја лајфстайл, па исхрана, па вежбање. Апсолутно. Дали прво му го објасниш што бидејќи многу може да звучи, сега спомнавме кафани, социјализација, како се социјализираш. Да. Може некој да си го свати тоа лесно како лично прашање. И како нешто зашто не е воопшто спремен да даде одговор, па може да му биде чудно пристапил према тебе за вежба. Да, види, пристапуваме како е реално, како е вистински. Значи јас ако некој сака, ако е сериозно направи некоја промена и ако сака нешто да промени, мора да му кажеме на straight forward како стојат работите и што е тоа што треба да го смени. Нели, оваа професија има голем дел психолошка позадина. Че не можеш само да му наредуваш некој што да прави, затоа што тоа може да го правиш кај некој што веќе на некој добар пат, односно некој веќе има стекнал навики околу тоа. Најлесни клиенти се оние кои што се спремаат или се спремаат, не се спремаат за такмичење, туку веќе вежбаат пример 3+ години. Тој веќе знае што треба да яде, оприлика се храни на некаков начин што е блиску до тоа што треба да го промени. Има рутина, има дисциплина. Тие се најлесни што треба да му кажеш, да му смениш 20% тоа што го прави, максимум 20% и он ќе продолжи да прогресира. За разлика од некој што нема никакви навики, напротив доаѓа сосема друга позадина и кај нив е многу потешко и попредизвикуваш и мислам дека им затоа мене поинтересна работата со такви луѓе зашто да, тие се на клиенти и ствара некој да, искрено мене ми се тие поише предизвикуваш секојдневниот човек. Знаеш, некој што нема никаква позадина поврзана со физичка активност, со навики околу тоа, затоа што кај нив кога ќе направат промена, прво кога ќе одлучат да направат нешто, кај нив многу брзо гледа промената. Значи буквално за месец дена може да направат нешто да почувствуваат што него виделе со години. Прво тоа и после X време, X период, да речеме после 6 до 12 месеци, кога ќе видиш што направиле во однос со своите навики, своето ментално здравје, физичко здравје, како се чувствуваат, како видна самодоверба си вратиле што немале, сите тие бенефити кои ги ставиш во пакет еден, на сметката и елано што го имаат отпосле, компаративно со како дошле, е непроценливо, знаеш, тоа е нешто кое што барем мене ми дава посебно задоволство во оваа работа, затоа што правиш луѓе да се сеќаат стрекни исполнети со себе си, во својата кожа. Знаеш, многу мина луѓе го игнорираат физичкиот момент со нив, као не ме кај што е битно како изгледа. Не се лажеме. Значи 50-60% од првата интеракција со нови луѓе што имаме ние не судат според тоа како изгледаме. Според физички изглед. Значи многу проблеми на мажите, ќе ставиме ние како мажи, многу проблеми на мажи се решаваат кога изгледаат добро кога имаат пари. Тие две работи реши ги, си решил многу работи, се може да звучи просто и едноставно, ама ако малце размислиме за што значи тоа решавање, многу работи може да се подобрат, така да број 1 физичкиот изглед е нешто кое што може секој да го смени. Секој може да работи на тоа, парите вика да не навлагаме, сега не сме финансиски подкаст, има и подкасти, да. Ќе спомним нешто за тоа, ама да, поентата ми е дека физичкиот изглед е нешто кое што на секој е важно. И секој сега сака да изгледа добро, ако можеш да го прашаш некој со магичен стапче, ако може да ти смениме нешто животот, да изгледаш со стомачни, не мора стомачни, да изгледаш добро у мајца, да изгледаш добро или изгледаш дебел и overweight, да не се лажеме, секој ќе избере тоа што е подобро, пошто тоа е природата наша.